Вести во 12:30 на Канал Плюс. Добар ден, еве дел од настаните. Денес е Задушница, ден посветен на покојните. Утре православната црква го празнува Духов ден. Во општина Делчево денеска ќе биде поставен камен темелник на технолошко-индустријската развојна зона. Со изградбата нова индустријска зона се очекува да се зголеми бројот на нови работни места. Во Штип повеќе од 6 години работи бесплатно советувалиште, кое е наменето за едукација на граѓаните за заштита од СИДА и од сексуално преносливи болести. Во општина Делчево денеска ќе биде поставен камен темелник на технолошко-индустријската развојна зона. Со изградбата нова индустријска развојна зона се очекува да се зголеми бројот на компании кои ќе инвестираат во овој регион и да се отварат нови работни места. На овој денешен настан ќе присуствува и премиерот Никола Груевски. Повеќе за ова во дневникот во 16:30 часот. Денес е Задушница. Овој ден црквата го одредила за помен на покојните. По обичај верниците на овој ден за покојните души раздаваат храна и брадачиња. Утре православната црква го празнува Духов ден, односно роден денот на црквата. Пред секој голем господски празник следува Задушница или ден предвиден за покојните, бидејќи во тој ден ги посетуваме гробовите на покојните, наши блиски пријатели, роднини, за да во недела, кога се слави конкретно слегувањето на Светиот Дух или 50-ница врз апостолите, тој ден да не се оди на гробиште, бидејќи е радосен ден, бидејќи е празник. Задушница кај нас се празнува така што во петок попладне и во сабота сабајле се оди на гробишта, се посетуваат гробовите на упокојните. Има некоја традиција, се носи бардаче, ореов лист, бидејќи листот од орев кој ќе го видиме личи на пламени јазичиња, а пак Духот Свети слегол врз апостолите во вид на огнени јазици. Тоа е традицијата што останала кај нас. Се повикува свештеник, се права мал помен над гробот на покојниот и со тоа сме ги подсетиле и сме се помолиле за покој на нивните души. Со промоција на ученички трудови и забава за деветооделенците, Средното општинско училиште Димитар Мирашчиев ќе ги представи своите услови за едуцирање. Отворениот ден за едните средношколци ќе се случи во четврток, 4 јуни во Дом на млади. За 4 јуни предвидено е Штипското текстилно училиште Димитар Мирашчиев да има отворен ден за едните средношколци. Истиот наместо во просториите на училиштето ќе се случува во Домот на млади, каде ќе бидат промовирани сите трудови на учениците во ово училиште. Исто така предвидена е и забава за деветооделенците на која ќе им биде представена текстилната струка. Сепак акцентот е ставен на практичната настава, така да деветооделенците ќе видат какви се идеи и креации може да направат, секако под менторство и на наставниците, и да го тоа презентират на крајот на учебната година, да го видат нивните родители, да го види јавноста пред се локалната самоуправа. Текстилната струка е една од покреативните, која нуди можности за реализација на секакви идеи, од креирање до изработка на предмети за облекување кои би ги презентирале на модна ревија. За таа намена во најстарото текстилно училиште се нудат следниве профили, усогласени со потребите на пазарот на трудот. Она што е иднината на текстилната индустрија, конфекцијски компјутерски оператор, потоа конфекцијскиот техничар, што подоцна го имавме како моделар, тоа е таа насока, текстилниот техничар и техничарот за обувки, тоа се образовни профили со 4-годишно траење. Програмите за едукација во Средното општинско училиште Димитар Мирашчиев се изготвени со помош на представници од бизнис секторот и за тоа се очекува поголем интерес кај идните средношколци. На отворениот ден кој ќе се случи во четврток со почеток во 18 часот, полуматурантите ќе добијат флаери за училиштето кои се во изработка, а ќе се доделат и награди за изготвените ликовни дела посветени на модата, кои веќе пристигнуваат на распишаниот конкурс Мојот моден стил од страна на Средното општинско училиште Димитар Мирашчиев.
Над 200 кокошки и пилиња во повеќе кокошарници во село Чардаклија Штип нападнати се од опасен штетник. Според трагите кои ги остава врз закланите пилиња, селаните велат дека најверојатно се работи за куна. На удар кокошарниците во штипското село Чардаклија. Нападнати се од опасен штетник кој досега има уништено над 200 кокошки и пилиња. Во повеќе кокошарници живината е преполовена, а некаде и десеткувана. Па има 2 недели. Колку загина? 14. 28. И издавени ли се или? Само главите и тука шиите јаде. Кокошката си стои, тоа куна се вика, не ги носе. Крвавиот поход први го забележале собствениците на фарми од така нареченото Долно Мало, а подоцна задавена живина била забележана и во објектите кои се наоѓаат кон горниот дел на населбата. Една изеде главата ќе изеде, другите ги само надави и остае. А не може да познаеш што е. Не се познале, ако земеш да динеш длакното, познаваш. Има ли спас од ова живот? Ако фанеш да утепаш, ама она не се фаќа. Според трагите кои ги остава врз закланите птици, најверојатно се работи за куна, велат селаните. Навечер или дење? Ноќе само. Од ова мало тука почна? Во мало прво почина од кај Данчо, па комшигата Лена, па Коле, па јас тука. Тука вие двете комшиги не чуат кокошки. И домото мало, веле дека се натек исто тоа мало. Во Агенцијата за поттикнување на земјоделското производство и во ветеринарната станица велат дека единствен спас од овој штетник е негово уништување доколку се забележи или целосна изолација, односно заштита на објектите, за да се оневозможи негов пристап до фармите. Во Штип Центарот за јавно здравје повеќе од 6 години работи бесплатно советувалиште, кое е наменето за едукација на граѓаните за заштита од СИДА и од сексуално преносливи болести. Во Штипскиот центар за јавно здравје веќе повеќе години работи бесплатно советувалиште, кое е наменето за едукација на граѓаните за заштита од СИДА и од сексуално преносливи болести. Имаме доброволно доверливо советување, советувалиште кое што работи во рамките на нашата институција, поддржано и од невладините институции. Со тоа што имаме можност на младинците, па и на ризичните групи кои што имале ризични контакти, ризични сексуално преносливи контакти за сексуално преносливите заболувања, значи ова наше советувалиште ни нуди можност за испитување на ХИВ вирусот, доверливо рековме, анонимно, може со шифра, може било кој да се обрати во нашето советувалиште. Наша обврска е да понудиме помош на сите млади лица кои сметаат дека имале ризичен контакт, односно да заклучиме кога им бил последниот контакт и неколку пати после тоа треба да направат испитување и да разговараме. Вели Невенка Јорданова, лаборант во Центарот за јавно здравје. Во склоп со ова советувалиште работи амбулантско мобилно комбе, со кое директно на лице место се советуваат и се прават анонимни тестирања на пациентите. Во Центарот за јавно здравје со подршка од Министерството за здравство се вршат и бесплатни СИДА тестови за ризичните група граѓани, а воено и комерцијални СИДА тестови за сите оние заинтересирани граѓани кои имаат потреба да извршат СИДА тест. Со години во овие активности партиципира и младинскиот клуб во Штип. Година од годинава индикаторот ни е малку променет, што значи општата популација не ни е таргет, туку повеќе работиме со мажи кои имаат секс со мажи, интравенски корисници, лица во затвор, сексуални работници. Значи тие ни се повеќе во фокус, бидејќи се смета дека се можеби имаат поголем ризик од крвни сексуално преносливи инфекции. И особено ХИВ, значи ако си го знаеме собствениот статус и се тестираме редовно, ќе знаеме и како да ги заштитиме оние околу нас. Интересен момент со кој што се соочувам постојано, јас не ќе да се тестирам, јас ги бирам луѓето со кои ќе бидам, партнерите ги бирам. И по кој критериум, немаат рогови тие што може би се носители на вируса. Многу интересна работа е дека многу луѓе најверојатно и не знаат може би дека се носители, затоа што никош не се тестирале. Ако, например, вчера сме имале некој ризичен контакт, не зборам за сексуален, може би размена на игла или било кој ризичен контакт, ако бил вчера, најверојатно е дека нема да се појави на тестот ако денеска го правим. Значи, постои еден период од некои 3-4 месеци додека вирусот да може да се покаже на нашите брзи тестови. Интересот на штипјани за едукација на овие болести е мал. Најчесто младите пациенти ги посетуваат овие советувалишта кога се враќаат од летните одмори и тогаш кај нив најмногу се создава паника.
Од советувалиштето апелираат до сите граѓани кои имаат сомневање за полно преносливи болести, веднаш да дојдат и извршат тестирање, кое е целосно, дискретно и анонимно. Бројот на смртните случаи од поплавите и бурите во американските држави Тексас и Оклахома во изминатата недела достигна 28. Во Тексас животот го загубија 24 луѓе, додека во Оклахома 4. Американскиот председател Барак Обама синоќ потпиша председателска декларација за помош на Тексас поради невремето. Земјотресот со интензитет од 6,8 степени според Рихтеровата скала ја погоди денеска Аљаска. Епицентарот на земјотресот бил во југозападниот дел на Аљаска на 110 км од Угашик, на длабочина од 33 км. Најмалку 4 лица загинаа во експлозија на автомобил бомба во вблизина на шиитска џамија во Дамама во Саудиска Арабија. Еден од очевидците истакна дека се наоѓал во близина на џамијата со семејството во моментот кога се случила експлозијата. Четири тима денес и утре ќе се борат за трофеот во ракометната лига на шампиони во Келн. Барселона, Kielce, Kiel и Веспрем се четирите екипи кои ќе ја водат решавачката битка за освојување на пехарот во елитното надпреварување. Во првото полуфинале кое почнува денес во 15 часот и 15 минути ќе се соочат Барселона и Kielce. Првакот на Шпанија во овој дуел ќе се обиде по 11 пат да настапи во големото финале, а потоа и да се бори за 8-та титула во елитното надпреварување. На спортивната страна пак Kielce по втор пат во историјата е дел од самата завршница во Лигата на шампионите. Во вториот полуфинален меч пак ќе се сретнат екипите на Kiel и Веспрем. Стартот на надпреварот е закажан за 18 часот. Четврти ден од меморијалниот турнир во Виница во чест на загинатиот капетан Кирчо Димитриов. Надпреварувањето започна во недела на празникот Кирил и Методи, а веќе наредната недела ќе започне разигрувањето во турнирот. Од организацијата велат дека се задоволни од досегашното надпреварување. До сега гледаме навистина изворени надпревари. Екипите пред се дојдени да учествуваат со почит према загинатиот капетан, а од друга страна сите се борат за што подобар резултат. Сепак постои она спортското надпреварување. Во глобала сум задоволен и од посетеноста и од учесниците на надпреварувањето. Имаме уште 4 дена имаме од играњето во групи, потоа во среда, во сабота и во недела играеме разигрување, значи доаѓаме до завршните надпревари. Резултатите од четвртиот ден. Екипата на Арама ја совлада екипата на ФК Кочани со 4:1, Патриот Облешево 11:4 и капетан Кирчо Димитриов Македонија Подлог 4:2. Денес со почеток во 16 часот во спортската сала играат и останатите екипи. Инаку од секоја група веќе се издвојуваат и фаворите од овој турнир. Повеќе информации во дневникот во 16:30 и на веб порталот kanalplus.mk. Имајте пријатно попладне.